Сега се наоѓаме во селска соба, дел од селска куќа, од овој етнички предел Тиквеш. Че приметиме дека сите предмети се изработени од дрво. И местата, односно просторот каде што луѓето јаделе и престојувале преку дента. Мора да ги спомнеме овие предмети. Ова се предмети за обработка на житните култури, кои се сепак дел од храната, односно правењето на леб, доминантна у исхраната во тој период. Имаме неколку видови на такви предмети. Имаме дрмоњ, решето. Дрмоњот и ден денеска се користи во тиквешијата, можеби на друг начин изработен, но функцијата е таа за добивање на тарана, казаречки речено. Еден од посетителите од Мароко, кој што го имав оваа година, веднаш го позна овој предмет, дрмоњот, каде што вика ние правиме, вика кус-кус. Тоа е уште поситен ситна тарана, сепак се работи за тесто, нели, кој што го користат истовремено и ние во исхраната и мароканците, но и сите други земји кои што користат тестото како основно јадење. На самата маса, односно софра, ќе заприметиме дека има предмети каленица или калница и дрвени лажици. Кога доаѓаат децата на едукативна представување на традицијата, на културата, на културното наследство, не ги познаваат некои од овие предмети, не ни знаат како се викат, така да ние со едукацијата, презентацијата и афирмацијата му ја пренесуваме традицијата на децата кои што нели се запознаваат прв пат со овие предмети, но и со самата нели дејност на музејот, со музејската дејност. Тука би се задржал на моментот на овие сандаци, додека сме на новој дел од оваа селска куќа, сандаци кои што служеле во минатото за неколку видови нели намена. Во крајниот дел, на другиот дел на собата, се наоѓа ковчег кој што служел нели за чување на налишта или мирас на девојката пред да оде кај момчето за време на свадбата, за венчавката, кога одат да го ја носат на нејзините јалишта, односно мирас. Овој тип на ковчег или кастел, како што се користи терминот во литературата, служел за чување на јалишта во минатото во семејствата. И третиот тип на ковчези, со овие патувачки ковчези, кои што се користеле за време на патување на луѓето кога одеде на печалба. На прекоокеанските земји, кога се одел на печалба, се носеле овакви ковчези и наноселе нели облеката и нели за престој во далечните земји. Традиција кое што и културно наследство, кое што нели до ден денес го очуваме и го презентираме во овој музеј. Мангал, дел нели од таа селска куќа, се предмети, овој предмет за затоплување на простоите во секое домаќинство, но факт е дека во тоа време изработено од бакар, во тоа време само побогатите луѓе го имале овој мангал и мора да има отвор во самата куќа да излегуваат штетните материи. Во тоа време е карактеристично во архитектурата кај македонецот и етничкиот предел Тиквеш е тоа што како се познавала една селска куќа, дали е богата или сиромашна во наводници, е тоа што колку броја односно колку ожаци има самата куќа. Ако има 3-4 ожаци, значи куќата во секоја соба има огин, односно се затоплува и значи била побогата, по статуирано семејство во заедницата.
Да се навратиме сега околу лебот. Лебот бил доминантен во исхраната кај населението и во овој етнички предел Тиквеш, така да 2 до 3 пати во неделата се правил леб. Секој ден не се правил леб, бидејќи луѓето имало работа на поле и не можеле да прават и секој ден да месат леб и да печат леб. Во ова корито ние се сеќаваме и во Тиквишијата дека имаме текме, а во секој текме има оваков дел кој се вика корито, со рачки се извлекува текмито, каде што постарите, нели, мајка, баба прават тресто и прават леб. Значи ова корито навечер се замесува тестото и се остава да пренучи и утре се баја да се направи лебот. Значи престојува преку ноќта тестото и се вика овој предмет ночва. Самото корито се вика ночва. Лопатка за брашно, еви интересен предмет, струшка за чистење на дрвото, на софрата од тестото, односно таронот, каде што се домесува лебот, се правила формата на лебот и се носи на печење во фурната. На самата софра имаме пак нели, предмети од дрво за исхрана и така натаму. Залупка за чување на сол, на буковец, на разни други зачини кои се користеле во семејството. Овој интересен предмет се вика накрсник, кој што се користел за време на слави, на празници во секое семејство, кога семејството прави погача или леб и се носи во црква, каде што нели се причестува и се враќа во домаќинството, каде што се поделува на семејството. А овој предмет е култен предмет, религијски предмет кој што бил декоративен и нели чест дел за време на празници. Буквите кои што се напишани, писмото кое што е написано е дел од Библијата и на сите накрстници е ист. И исто така и орнаментиката која што е на самиот накрстник, односно печат. И од другата страна имаме каде што нели мора се истите символи на изгравирани, односно нели представени на самиот накрстник. Представено на овие паноа дел од колоритот на народната носија од село Рожден, типично село Рожден, каде што доминира црвената, таа алова боја и овие реси кои што се карактеристични за тој дел на Рожден, Мрежичко, Мајден, каде што нели го представуваат таму етничкиот предел Маријево. Значи подкожувието спаѓа под етничкиот предел Маријево, но ние како етнички предел Тиквеш сме врзани за заедничко представување на тоа културно наследство и е дел од тоа наше културно наследство. Овие работи. Што е ово? Ќе се префрлиме сега на предмети кои што се исто така покучински, изработени од дрво и служат за, овој предмет се вика бутин, за правење на путер. Чисто млеко, кравијо, овчко или козио, се удара ова неколку стотици пати, со самото ударење се собира путерот на овој дел од дрвото и со ладна вода и со ладни раце се собира и се складира за користење подослед правење, како што реков, со јамакот се топи за правење на разни традиционални јадења. Следен предмет кој што би го спомнал е овој предмет кој што во Тиквишијата бил застапен многу
шиник. Еден шиник волуменски одговара на 8 килограми тежина. Значи во минатото не мереле кој колку килограми ќе даде или ќе продаде, него еден шиник кошта толку пари. Но во минатото во Кавадарци правели и размена шиник со шиник. Еден шиник месо со еден шиник сирење или еден шиник сол, жито или со еден шиник сол и така натаму. Во минатото тој бил доминантен во секое семејство, традиционално семејство во Теквишијата. Ведро за молзење на крави, за молзење на кози, овци, сите оние стока што ја имале во семејствата во Теквишијата. Ова слика зашто е ставена ова слика во овој дел од Ристо Соколов Сокол, уметнички приказ на Старо Кавадарци, на архитектурата на Старо Кавадарци. Која била архитектурата? Ова е центарот на градот, каде што има познати луѓе кои што се дел од тие се препознаваат, кои што биле насликани од фотографијата од која што е земена, каде што Сокол ја направил ова уметничка слика, односно уметнички приказ. Тука е представена, нели, архитектурата во центарот на градот и нели луѓето застануваат, прашуваат символиката на гроздот, архитектурата која што била во Кавадарци во тој период и она што сме го имале ние како традиција и културно наследство кое што го повторува цело време. И се наоѓаме во делот каде што е представена градска соба, делот градска куќа. Ова семејно наследство е на фамилијата Цветкови од Неготино, на Кирил Цветков, роден 1892 година. Неговиот внук Кирил Цветков, роден 1972 година, заминува за Чешка да работи со неговата черка и со неговата сопруга и го остава ова семејно наследство на музејот да ние го представуваме пред пошироката јавност. За да се зачува пред се. Тоа е и основната дејност на секој музеј. Почнуваме со ова културно наследство на семејство, со ова витрина кај што имаме оружје кое што сакала да го чува Кирил Цветков, имател на овие предмети за време на Првата светска војна, кој што бил учесник и односно и Балканските војни и Првата светска војна. Имаме труба од Првата светска војна кој што ја користел Кирил Цветков, како што реков, роден 1892 година во Неготино. И овие јатагани кои што од 19 век, овој пиштол со кремен камен кој што е направен во градот Дебар во Македонија, кој што бил чест декор на сите оние кои што сакале да имат да покажат дека се нели силни, дека се неунишливи и така натаму во тој период. Исто така камата од 1908 година користена во четата на Дамјан Груев во тој период. Доминира во самата представување на ова културно наследство, на семејно наследство на фамилијата Цветкови, овој мебел, отоман, односно место каде што султаните преку ден седеле во нивните сараи, во нивните одаи. Доминира и иконата од 15 век, Мајка Богородица го држи Исус во раците, кој што е имател на ова културно наследство во семејство. Култно место, религиозно место на фамилијата Цветкови со акцент на Свети Никола, слава на семејството, со мал олтар, со два свечница и табак за чување на фотографии. Место каде што нели преслужува преку ден, за пушење на цигари, пишување на текстови со перо, со користење на мастило и така натаму. Дел каде што и жената имала свое место, каде што доминира кутијата за накит, накитот, предмети за чување пудра, огледалце, дел од накит, како што реков,
во семејството имали покучински предмети, предмети за сервирање, за правење на кафе, сервирање на овошје, пиење на чаши од месингани чаши, за пиење на вино, чашки за ракија, бокли исто така, кој што било дел од декорот на семејството. Третата витрина на ова културно наследство, односно семејно наследство, нели предмети за служење на храна, чинија со капак, каде што нели чинијата, односно капакот служил за зачување на топлината на храната. Дори имаме и сребрен сад со кој се послужувало и сладко. Се околу храната, реков, односно предмети за правење, послужување, сервирање, обработка, преработка на храната. На крајот од витрината стои леген со ибрик. Приказката, нели, за ибрикот, кања звукавадарци, за ибрик имаме негативно, како да кажам, израз, ибрик, значи, го гледаме во долниот дел, широк, во горниот дел, танок, значи, тоа е тоа ибрик, а легенот служил, нели, за собирање на водата, односно вршење на хигиена во домаќинството во тој период. Имаме и садови за чување туршија во прва половина на 20 век на ова семејство, цветкови, кои што, нели, како да кажам, куќата си ја направиле онака како што они сакале, да изгледа богато. Домаќинска. Да изгледа богато. Има една анекдота, морам да ја кажам. Синот на Кирил Цветков, Крсте Цветков, после ослободувањето, дознаваат дека Кирил Цветков, односно Крсте Цветков, има добра колекција на предмети. Добро. И во куќите има предмети кои што, нели, се изгледат богато и Заслужуваат внимание. Заслужуваат внимание, ама не биле соодветни во тоа време. Му се национализираат дел од предметите. Некој ги крие, некои му ги одземаат. Гледајќи документарна емисија на телевизија, еден наш политичар во тоа време, сега покоен, во неговата канцеларија, на самата емисија си ги препознаваат полиелејот, односно лустерот, кои што го имале, и неколку предмети кои што стоеле на бирото на тој политичар. Така да тие не заминале да се уништат, него заминале во раците на друг. Добро. Значи, со заминувањето, да завршам со оваа градска соба, со заминувањето на Кирил Цветков, кој што е роден, односно внукот на Кирил Цветков, кој што е роден 1972 година, ни го остави ова културно наследство, за да може ние да го представуваме она што го има Тиквишијата. Сепак и Неготино е етнички предел Тиквиш. И да го представуваме она што го имало во домаќинствата во тој период пред ослободувањето и после ослободувањето на нашата земја.